Добре дојдовте. Се надевам дека сте пред малите екрани и подготвени за емисијава Здравието пред се. Совети, гриша, исхрана, се на едно место. Останете со нас, почнуваме веднаш. Храната е најважна. Секој од нас јаде секојдневно во текот на денот. Но не знаете што се внесувате и како тоа се одразува на вашиот организам. Следно на листа факти за храната кои ќе ви откријат нешто повеќе. Во време кога постојано слушаме колку здраво треба да се храниме, едни ја пребираат храната, други не обарнуваат внимание додека не слушнат нешто. За овие намирници кои ви ги нудиме, треба да ги знаете следниве работи. Печено пиле. Ако мислевте дека печеното пиле е поздраво од проженото, тогаш грешите. Само една пилешка нога содржи иста количина масти како и топка сладолед. Павлаката содржи голема количина заситени масти. Кај некои видови во само 3 лажички може да се најдат 8,5 заситени масти, што се чини речиси половина од препорачаната доза. Соја сосот е толку вкусен поради тоа што содржи многу сол. Ако нешто прелиете со него, тогаш може да внесете само еден оброк со 38% од препорачаната дневна доза на сол. Суви брусници. Ова хранливо овошје содржи многу шеќери. Една шака суви брусници содржат скоро 70 грама шеќер. Лебот од некој пекари е всушност понездрав од некој исечен леб кој е одстоен неколку дена на рафтовите, бидејќи содржи голема количина натриум. Супа. Иако пологично би било готовата супа во кесичка да содржи повеќе сол, сепак домашната е таа која содржи многу повеќе. Штангли со житарици. Некои штангли од житарици содржат повеќе калории отколку чоколадните штангли. Во нив може да се најдат и до 11,6 грама масти и до 217 калории, што представува повеќе масти отколку што содржи парче пица. Брза храна. Дури ако не јадете често брза храна, доколку изедете еден хамбургер, порција помфрит и газиран пијалак, ќе внесете 83 грама масти, 5,5 грама сол, 33 грама заситени масти, 115 грама шеќер и 1900 калории. А еве што треба да знаете за сендвичот. Дури да ставите зелена салата или домат во него, нема да го направите доволно здрав, бидејќи содржи многу масти и јаглехидрати. Прашокот за печиво звучи безопасно, но содржи голема количина натриум, која влијае на зголемувањето на високиот притисок. Медот може да содржи повеќе калории и од шеќерот. Мала лажичка мед содржи 25 калории, додека лажица шеќер има само 16 калории. Семките од тиква се одличен избор за грицкање, но освен тоа, тие се неопходни за срцето и крвниот притисок. Во продолжение, слушајте внимателно зошто треба да консумирате семки од тиква. Веќе стотици години семките од тиква се користат за медицински цели, бидејќи се богат извор на витамини. Дури и науката потврдила дека нивната хранлива вредност расте со одстојувањето, пошто се скоро единствени во природата. Па доколку се уште не верувате во нивната моќ, слушнете ги следниве причини зошто уште вечерва треба да ги одберете нив наместо нездравиот чипс. Одражување на здравието на срцето. Четвртина шака од овие вкусни семки содржи скоро половина од препорачаната дневна доза магнезиум, кој е важен за здравието на вашето срце. Семките од тиква исто така помагаат и при контролата на крвниот притисок. Подобрување на имунитетот. Освен што изобилуваат со магнезиум, тие се и богат извор на цинк, што помага при регулација на имуниот систем, односно го намалува ризикот од вирусни инфекции како настинка и грип. Истражувањата покажале дека меѓу другото, тие го намалуваат и хроничниот умор, како и помагаат при борбата со депресијата.
Одржување на здравјето на простатата. Уште од дамнешно време е познато дека семките од тиква се важен дел од исхраната на мажите, бидејќи благотворно делуваат на простатата. Истражувањата покажале дека маслото и семките од тиква, поради високото количество на цинк кое го содржат, можат да бидат особено корисни за здравјето на мажите, па неретко се користат и при лечење различни здравствени проблеми со простатата. Намалување на ризикот од диабетес. Според истражувањата, семките од тиква помагаат при регулирање на инсулинот, а со тоа ги спречуваат и различните компликации поврзани со диабетесот. Помагање во борбата со несоница. Јадењето семки од тиква неколку сати пред спиењето, особено во комбинација со овошје, ќе допринесе до подобро лачење, мелатонин и серотонин, резултирајќи со зголемена регулација на телото за време на сонот, а вие ќе можете многу полесно да заспиете. Еликсери кои поседуваат магични способности, тие не можете да ги најдете во аптека, затоа ви нудам неколку рецепти кои можат да ви помогнат да го препородите вашето тело. 5. Древни еликсири на младоста и здравјето. Рецепти кои потполно ќе ви го променат животот. Секако, дека постојат чудотворни еликсири кои поседуваат магични способности, но тие дефинитивно нема да може да ги купите во ниту една аптека. Овие прастари рецепти се сочувани до денешни денови и тие со сигурност ќе ви помогнат да го преродите вашето тело. Еликсир од Стариот Исток. Промешајте 120 мл лимонов сок, 200 грама домашен багремов мед и 40 мл екстра девствено маслиново масло. Добиениот сируп чувајте го во фрижидер и секое утро земајте по една супена лажица на празен желудник. На децата може да им давате по една мала лажичка. Кинески лек за имунитет. Во народната кинеска медицина циметот има репутација како лек за настинка и грип, а се користи во комбинација со чај и свеж ѓумбир. Помага и при проблеми со дигестивниот систем, поради што содржи тиамин, ги ревелитира нервите и крвта. Ако користите напиток подготвен според овој рецепт, со сигурност многу брзо ќе се уверите во позитивниот исход. Навечер пред спиење, во 200 мл провриена вода сипете 2 мали лажички цимет и една голема супена лажица мед. Нарендајте малку свеж ѓумбир, околу една мала лажичка. Во недостаток на свеж може да ставите и ѓумбир во прав. Потоа додадете 3 лажици сок од лимон и затворете ја шолјата со тацна. После половина час испите половина од овој напиток, најдобро пред спиење, а другата половина испите ја наутро на празен желудник. Еликсир за чистење на крвта. 13 чишниња лук. Иситнете ги и промешајте со 600 мл бело вино. Ставете ја течноста во стаклена тегла, која ќе ја чувате точно 3 недели на сончево место, а теглата редовно неколку пати дневно ќе ја потресувате. После 3 недели процедете ја течноста и сипете ја во стаклено шише. Земајте по 3 супени лажици дневно, пред секој оброк. Фараонски чај. Дневните египјанки често консумирале чај од судански рози, односно од хибискус. Овој напиток не бил популарен без причина. Хибискусот е исклучително богат со антиоксиданси кои штитат кожата од старење. Чајот од хибискус и бил омилен и на Клеопатра, која го консумирала за својата душа и тело. Древен индиски еликсир. За подготовка на овој напиток ќе ви биде потребна една шолја козјо млеко, половина мала лажичка куркума, 3 големи лажици бадемово масло, 2 лажици мед и половина шолја вода. Млекото загрејте го и во него измешајте ги останатите состојки. Наместо бадемово можете да користите и маслиново масло,
а напитокот би требало да го консумирате наутро, на празен желудник. Овој еликсир за здравје одлично ќе влијае на вашиот имунолошки систем. Кофинот е одговорен за сите здравствени придобивки, па и еве една добра информација. Кофинот за подолга меморија. Слушаме во следниот прилог. Кофинот ја подобрува долготрајната меморија кога се конзумира после учењето. До сега научниците веруваат дека иако кофеинот има најразлични ефекти на мозокот, тој нема или има многу малку влијание на долготрајната меморија. Но претходните студии биле спроведени на тој начин што кофеинот бил даден пред да отпочне учењето. Нова студија била спроведена на тој начин што кофеинот бил даден отпосле, значи после учењето. Научниците пронаше дека на тој начин се зајакнал делот во мозокот одговорен за долготрајната меморија. Еден од водичките автори објаснува дека проблемот со консумирањето на кофеин пред учење е: ако има појачување, не е точно сигурно дали е поради ефектот на кофеинот врз вниманието, желбата, фокусот или други фактори. Но со давање на кофеин после учењето, ние ги исклучуваме сите овие ефекти и се осигуруваме дека, доколку има појачување, тоа е поради меморијата и ништо друго. Една силна шолја кафе. Партиципантите во студијата, кои што не биле постојани конзументи на кофеин, им биле дадени серија од слики да ги гледаат и да ги научат. Им била дадена една шолја силно кафе, додека на другите им било дадено плацебо. Наредниот ден повторно им биле покажани серија на слики, само што некои од нив биле истите, некои различни, а некои слични. Тие кои што го земале кофеинското апче после учењето, поминале подобро на тестот на категоријата слични отколку оние кои им било дадено плацебо апче. Еден од истражувачите го објаснува ова: ако користиме стандардна мемориска вежба за препознавање без овие слични работи, ние немаше да најдеме никаков ефект на кофеинот. Но употребата на овие работи бара од мозокот да направи потешка дискриминација. Нешто што ние го нарекуваме модел на поделба, кој што е процес кој што е појачан од страна на кофеинот во овој случај. Истражувачите демонстрирале подлабоко ниво на меморијално помнење, базирано на ефектот од кофеинот, отколку едноставно препознавање или непрепознавање на сликите. Па така да, со ова немало никакви дополнителни зајакнувачки ефекти врз долготрајната меморија. За здрава дигестивна функција, една од најважните фактори е балансот, но многу фактори можат да го уништат балансот, односно стрес, лоши бактерии, лекови, па затоа каква треба да биде исхраната, слушаме во следниот прилог. Подуеност, болки и гасови во стомакот, запек, диареја, повраќање, зголемување на тежината, замор. Тоа се само неколку од непријатните знаци кои укажуваат на проблеми со варење на храната. Здравието на дигестивниот систем треба да се сваќа посериозно. Бидејќи без неговото правилно функционирање, никогаш нема да ги внесете хранливите материи кои ви се неопходни, а здравствените проблеми може само да се множат. Сепак, динамичниот начин на живот не принудува свесно или несвесно да ги игнорираме препораките на лекарите. И со тоа, самите да си создадеме проблеми таму каде претходно не постоеле. Што ја влошува работата на дигестивниот систем? Првиот чекор во грижата за здравието на дигестивниот систем е отстранувањето на причинителите на проблемите поврзани со него. Еве што може да се окарактеризира како непријател на варењето на храната. Пушењето. Вдишениот чад од цигарите содржи илјадници хемиски супстанции, од кои стотици се отровни. Тие му штетат на целото тело, вклучително и на дигестивниот систем.
Пушењето го иритира стомакот и го зголемува ризикот од појава на гастритис, чир и горушица. Дополнително, пушењето се асоцира со зголемен ризик од рак на стомакот и цревата. Стресот, како и пушењето, влијае негативно на целото тело. Тој го отежнува нормалното функционирање на дигестивниот систем и придонесува за појавата на различни дигестивни проблеми, како синдром на иритабилни црева и горушица. Преголемата консумација на кафе. Може да се каже дека умереното консумирање на кафе е полезно за варењето на цревата, но пиењето на повеќе од 3 шолји силно кафе дневно ги надразнува цревата. Неконтролирано внесување на алкохол. Редовното и неконтролирано внесување на алкохол се поврзува со проблеми со црниот дроб, панкреасот и дигестивниот систем. Алкохолот исто така го забавува метаболизмот. Седечки начин на живот. За добра дигестија е неопходно движење. Неактивноста води до забавување на метаболизмот, појава на запек, а во некои случаи и непријатни гасови. Мрсна и зачинета храна. Мрсната храна го одложува празнењето на цревата и го прави телото склоно кон запек. Зачинетата храна може да го вознемири стомакот, предизвикувајќи болка, гасови и отежнато празнење на цревата. Покрај тоа, и газираните пијалоци и недоволното спиење се наоѓаат на листата на непријатели на дигестивниот систем. Ви нудиме 8 совети за подобрување на варењето на храната. Сите сме слушнале дека храната треба да се џвака целосно, но ретко кој од нас на вистина го практикува тоа. Варењето на храната започнува уште во вашата уста. Колку подобро ја иситнете храната со вашите заби, толку повеќе ќе му лесните на вашиот стомак. Каснувајте помали залаци. Кога луѓето се хранат на брзина и каснуваат големи залаци, заедно со храната голтаат и воздух кој води до подување на стомакот и евентуално до притисок и болка. Внесувајте повеќе растителни влакна преку овошје. Растителните влакна помагаат храната полесно и побрзо да помине низ дигестивниот систем и да го спречи запекот. Овошјето не го консумирајте заедно со друг тип на храна. Кога го јадете одделно, тоа уште побрзо се вари во стомакот. Предпочитајте јаболка, круши, банани, суви сливи и кајсии, јагоди, боровинки, папаја и лубеница. Пијте многу вода. Заборавете на газираните сокови и згаснете ја жетта со чаша вода. Консумирањето на доволно количество вода треба да ви биде приоритет не само поради варењето на храната, туку и за одржување на целосното здравје и нивото на енергија. Зачинете со ѓумбир. Ѓумбирот се препорачува при појава на стомачни проблеми како грчеви, болка, гасови и се верува дека го подобрува варењето на храната. Чаевите од нане, камилица и босилек го смируваат стомакот, ги отстрануваат болките и грачевите и придонесуваат за намалување на гасовите и подобрување на целиот процес на варење на храната. Некои експерти препорачуваат и џвакање на лисја од нане и користење на свеж босилек во храната. Внимавајте на хигиената. Секогаш мијте ги рацете со сапун и топла вода по посета на тоалетот, пред да седнете да јадете или пред да започнете да готвите. Тоа ќе го спречи пренесувањето на опасни бактерии во вашата храна. Регулирајте го стресот и спијте барем 7 часа дневно, е последниот совет кој ви го нудиме. Навистина е тешко да се елиминира стресот, но секој треба да се обиде да го менаџира. Најдете неколку активности кои ве смируваат и практикувајте ги секојдневно. Не заборавајте и на добриот сон, кој докажано е поврзан со доброто здравје. Овде ги завршувам минутите за емисијава Здравјето пред се. Ви благодарам за вниманието, се гледаме и утре со нови совети. Ве оставам во добро расположение. Пријатно!